Добар ден, почитувани гледачи. Мајчинството е една од најодговорните, ама и најубавите улоги, посебно кога станува збор за прво дете или пак ново искуство. Водејќи се од сопствениот инстинкт и секогаш во консултација со педиатрите и следејќи ги и слушајќи ги нивните препораки, секој родител ќе го направи најдоброто што се однесува во поглед на грижата, негата и растењето на своето бебенце барем во првата година од неговиот живот. Кои се основните препораки за нега на новороденчето и во смисла на бабочната врвца и на мајчиното млеко, доењето, препораките за дохранувањето, кога да се почне со сето тоа нега на бебешката кожа и сите оние корисни совети кои ќе ги слушнете денеска во визита од примариус доктор Душко Видановски, специјалист педијатар, шеф на детскиот оддел во клиничката болница Џибадем Систина. Добар ден, доктор Видановски, и добре ни дојдовте. Добре најдовте. Да. Ова е само мал дел што јас во најавата го споменав, ама ќе има многу други корисни совети кои што ќе ги упатите до сите родители и оние трудници кои веќе очекуваат да дојде на свето на најубавото и најмилото. Уште во текот на бременоста трудниците се грижат веројатно како најдобро да го поминат тој период, ама се подготвуваат и за моментот кога ќе дојде на свет најмалиот член. Многу предавања, многу советувања, она на што тие присуствуваат и ги добиваат основните препораки за најдобро да го почнат почетокот. Да, бремените жени се преокупирани со бременоста и со чинот на породувањето, меѓутоа сакаат да бидат припремени и за тоа што потоа следи, нели, за раѓањето на бебето и за новороденото и за грижата околу новороденото, на кој му е многу потребна, посебно првите денови, првите недели, првите месеци од животот, така да навистина постои голем интерес и добро е што е така за едукативните кампањи кои што ги имаме ние и кои ги спроведуваме редовно. Така да тоа е она што навистина предизвикува голем интерес и редовно ги спроведуваме, така да теоретски да речам се спремни за тоа што ги очекува веднаш после породувањето. Така. Ќе почнеме ли со доењето, ексклузивното доење и важноста на мајчиното млеко? Постојано ние ги споменуваме тие работи, сите сме свесни веќе и мајките посебно, дека е најдобро да се почне со доењето уште од самиот почеток, бидејќи има многу придобивки за самото бебенце. Со доењето се почнува веднаш после породувањето, многу е битен тој првиот контакт кој што го се прави помеѓу мајката и бебето, дури некогаш, односно вообичаено е тоа таква ситуација, уште не е пресечена папчената врвца, се прави контакт мајката и бебето, кожа со кожа, и тогаш всушност веќе дефинитивно се ослободуваат оние, отпочнуваат да функционираат оние механизми кои што ја отпочнуваат продукцијата на млекото. Мајчиното млеко е основната и храна која е незаменлива за бебето. Така да процесот на доењето е нешто што започнува уште лактацијата сама и чинот на лактацијата и на доењето отпочнува уште пред раѓањето на бебето, меѓутоа дефинитивно се спроведува во првите часови после после породувањето, после раѓањето на бебето. Многу е битен тој контакт на мајката и бебето за воспоставување на правилна лактација. Затоа сега сите скоро болници кај нас, а да не зборувам во светот, се организираниот тој принцип на руминкин, значи 24-часовен контакт мајка и бебе, неодвоено во нијед момент, за да бидат заедно мајката и бебето во иста просторија, за да може да се спроведе доењето како што треба. Мајчиното млеко ги задоволува сите квалитативни, велиме ние, и квантитативни потреби, значи ги задоволува сите потреби во примање на хранливите материи кои што треба да ги добие и ги задоволува количински потребите на бебето во првата година од животот. Најдобро е кога се работи за така наречено ексклузивно доење. Ексклузивно доење значи внесување само на мајчино млеко и ништо друго во првите 6 месеци. Така да тоа е најправилниот начин на почетокот, да речем, на исхраната и на животот на човекот,
кое што дава долгосежни последици понатаму во текот на целиот негов живот. Така, доколку мајката почувствува дека можеби нема доволно млеко колку што е потребно за потребите на бебенцето, ќе се забележи ли тоа и во неговата тежина или пак со самото тоа колку мајката ќе го забележи истото? Може ли да се почне и со дополнително внесување на некоја формула, ама да се задржи повторно, барем со еден или два подои во текот на денот? Обично, секогаш поддршката е тука огромна од страна на медицинскиот персонал, од лекарите, од сестрите кои што работат со туку-што породеното бебе и со родилките, во смисла на тоа дека треба да се одржи доењето, односно да се воспостави вистинската лактација, бидејќи мајчиното млеко посебно кај првородките, значи жените што првпат се породуваат, имаат прво дете, се воспоставува дури кон крајот на првиот месец. Значи количината на млекото првите денови е мала, меѓутоа постепено се зголемува, такви се и потребите всушност на бебињата, се помали на почетокот. Активноста нивна не е толку голема, не се многу заинтересирани за цицање, меѓутоа потоа како поминуваат деновите, стануваат се поактивни, погладни, мајката има се повеќе млеко, така да поддршката им е многу битна во тие први денови да не се откажат или да помислат дека немаат доволно млеко. Постојат некои показатели според кои можеме да процениме и родителите да проценат дали бебето доволно прима храна, да речеме доколку оброците се барем на секој саат и пол до 2 бебето ќе побарува да јаде. Ако почесто побарува, тоа може да биде знак, да речеме, дека е погладно, да речеме на секој 15 минути или 30 минути после оброкот веднаш пак е гладно. Бојата на столицата исто така е многу важна. Бојата на столицата која првите денови е нормално зеленкаста, потоа станува се повеќе жолта и на крај она златно жолта што викаме столица на дете кое е сито и на мајчино млеко. И секако бројот на сменетите памперси, велиме, во текот на денот, односно на секои 3 до 4 часа веќе памперсот треба да биде пон со урина за да треба да се смени. И тоа е добар показател дека добро се одвива сиот процес. Да, секако тежината, мерењето на следењето на тежината барем еднаш неделно и порастот во тежина има одредени вредности кои треба да се испочитуваат, доколку тоа е така, дефинитивно, значи тоа дете доволно прима храна. Да. Има одредени рамки, веројатно, колку треба да напредува во должината месечно или пак во тежината, но пак дозволени се некои отстапки и тука, така да не си ги споредуваме секогаш веќињата. Моето е помало, твоето е поголемо, така индивидуално е за секој, барем во првата година. Тоа се просечни вредности на должина и на тежина кои што треба да ги добива бебето месечно или неделно. Меѓутоа има деца кои напредуваат повеќе и помалку од тоа, доколку се друго е како што треба, значи тоа го земаме како нормално. Так. Дори има случаи каде деца кои што се само бебиња, само доени, да напредуваат повеќе во тежината, па педиатрите некогаш можеби ќе речат да не нешто дополнително внесувате. Не е можно само од мајчиното млеко толку, меѓутоа секогаш има. Да, се случува многу често бебиња кои што се на мајчино млеко да напредуваат подобро отколку некои други, иако во принцип се мисли дека вештачката исхрана, формулите доведуваат до поголем пораст на тежината, меѓутоа не е тоа секогаш така. И добрата работа на прејадувањето од мајчиното млеко е што добивањето на тежина поголемо отколку што е некој просек го сметаме како нешто што не е патолошко. Нема, велиме ние, дебело бебе кое што е на мајчино млеко, а може да се здебели бебето ако е премногу хрането со вештачко млеко, односно со млечна формула. Така да. На почетокот првите денови, нели додека бебенцето со мајката е во болница, нормално е така да намали од својата тежина со која што нели се родило. Сите бебиња губат првите денови од тежина, тоа е нормална појава и така треба да биде. Обратниот процес може да биде патолошки. Така да тоа се првите 2 до 3 дена обично се губи во тежина, тој губиток нормален е дури 6 до 7% од родилната тежина, а потоа бебињата почнуваат да добиваат некаде околу 10-тиот, меѓу 7-тиот и 10-тиот ден веќе ја постигнуваат, да речем, родилната тежина и потоа почнуваат да добиваат во тежина, така да си има пропишано колку грами треба да биде тоа неделно, месечно, во тежина, колку во должина,
Тоа се тие параметри кои обично ги следиме на првите контроли кога доаѓаат после испис од болница. Така. Во текот на првиот месец почести треба да бидат и дали се почести контролите и тука се гледа контроли, и почната врвца и тука ги добиваат и првичните совети веројатно како што дома да се грижат за бебенцето. Почести контроли се потребни во текот на првиот месец, кога има голема динамика на нештата, кога трае се уште тој период на прилагодување на целиот бебешки организам на надворешните услови. Значи, од една интраутерина средина, каде што се било спремно, готово и не требало за ништо некој да се грижи, сега наеднаш бебето доаѓа во контакт со многу нешта од околината и сите тие органи, почнувајќи од кожата, како надворешен орган кој прв доаѓа во контакт со околината, па внатрешните органи, срцето, белите дробови, дигестивниот тракт, сето тоа треба да се адаптира на тие нови услови. Дигестивниот тракт треба да се адаптира на храната, во која до тогаш не бил во контакт, така да од тие причини се можни разноразни манифестации кои што се нормални, кои треба да се уочат и кои треба да се следат и да им се каже на родителот што е она што го треба да го очекуваат, а што е нешто што отстапува од таа нормала. И секако да се следи тој пораст во тежина и во развој на бебето, така да првиот месец имаме почести контроли, а после првиот месец веќе еднаш месечно контрола на растот, на развојот на бебињата, совети за исхраната, и евентуално воочување на некој отстапување од нормалата, секако, навремено. Така, да. Периодот кога веќе може да го седнеме и бебенцето, иако тоа само ќе си покаже така, кога е веќе подготвено. Да, постојат, тоа е веќе дел од развој на моториката, нели, како што велиме ние, значи постојат показатели некои кои ни укажуваат како се развива, дали добро се развива моториката, едно од тие показатели е и кога ќе почне бебето да седи самостојно, односно прво со придржување, а потоа самостојно. Тоа е еден од знаците дека развојот е добар кај бебето, што го гледаме во текот на првата година. Така, да. Па почната врпца, стравот кај родителите, што да правиме, како да правиме, од вечека таа самата да си отпадне, за веќе да ги немаат грижите околу неја. Да. Има ли простор за загриженост тука и како да се грижат околу неја? Па да, битна е таа грижа на папчената врпца, бидејќи папчето представува дел од телото кое што може да представува проблем, бидејќи може да представува влезна врата за инфекција. Додека не отпадне и додека не заврши тој процес на комплетно зацелување на сите тие структури. Затоа се тие препораки за сушење на папчето, односно забрзано сушење, за да отпадне тој дел кој што останал од папчената врпца, тоа е всушност мртво ткиво, кој треба да отпадне, меѓутоа има таму крвни садови кои што се уште свежи после раѓањето на бебето и кои треба комплетно да се затворат. Така да се препорачува соодветна нега. Најчесто препорачуваме пребришување со физиолошки раствор, тоа е солен раствор, или со 70% алкохол за побрзо сушење и отпаѓање на папчето, а потоа откако ќе отпадне уште неколку денови препорачуваме третман со најчесто тоа е хидрогенот со кој што го пребришуваат папчето, но набрзо тоа се затвара. Исто така е многу битно бањањето во тие први денови, да не биде со потопување на папчето во водата, застоена посебна вода, туку да биде така наречена проточна вода, значи вода која поминува преку телото, практично е некој тип на туширање на бебето и да не се покрива папчето со пелен или со ништо друго, за да може што побрзо да се исуши и да отпадне тој дел кој што веќе е практично изумрен, меѓутоа треба да се откачи. Многу често по отпаѓањето на папчето на дното останува еден дел од папчето кој се нарекува гранулом, кој многу често ги грижи. Родителите го забележуваат. Да, го забележуваат и ги грижи родителите и обично и за тоа и најчесто и доаѓаат да побараат совет, постои соодветен третман и на тој гранулом да се отстрани тој дел треба, не е ништо страшно. Не ги боли бебенцата, така? Да, најмногу се грижат родителите што ќе му прават сега, значи нема да почувствува ништо, така? И секако треба да се види тој процес на зацелување дали оди добро, дали случајно многу ретко се случува да се појават знаци на инфекција, црвенило, секреција, кои веќе може да представуваат посериозна состоја, бидејќи реков дека папчето е влезна врата внатре во организмот на новороденото за многу сериозни
инфекции. Така да доколку дојде до инфекција, многу ретко се случува, меѓутоа можна и таква варијанта, се даваат соодветни препораки за употреба на различен локален антибиотски третман или ако треба и третман со антибиотици на друг начин. Така. Ама мајката го следи при препобивањето, пресоблекувањето, секоја промена, макар и да има некако и црвенило нели во пределот кај што е регијата на пелените, така кај што и најчесто може да се јави. Мајките имаат истенчено чувство, така да секогаш кога тие вознемирено реагираат, секогаш треба да се обрне внимание, велам дека мајката ми е најдобар индикатор дека навистина можеби нешто се случува. Знаат некогаш и непотребно да изреагираат поемотивно, меѓутоа најчесто се во право дека навистина има некој отстапување, така да секогаш треба реакцијата на мајката да се сериозно да се разгледа. Така. Во поглед на капењето, бањањето на бебенцата? Се менуваат многу работи од она што порано така сме го практикувале. Да, добро, многу одамна се бања бебињата веднаш после раѓањето. Се дојде до тоа дека тоа не е потребно од повеќе причини. Една од причините е што дополнително се разладува бебето, така да бебето влегува во една состојба на стрес, хипотермен, што не е добро за целиот организам на бебето и за таа адаптација. Меѓутоа, со бањањето, посебно бањање класично, нели, со вода, со шампон и со сапун и триењето на кожата, доведува до отстранување на еден заштитен слој со кој што бебето се раѓа. Значи, тоа е прекриено со тој заштитен слој уште во текот при крајот на интраутериниот живот се создава. При самото породување го штити практично од поминувањето низ родилните патишта и го штити од контактот со околината која е многу непријателска, да речам, посебно за кожата на бебето. Тоа е еден слој кој што е составен од масноти, протеини, има и антиинфективни материи во тој слој и затоа не треба тој слој да се отстранува. Тој треба да стои, односно самиот постепено да се резорбира, да исчезне, меѓутоа не насилно да се отстрани, бидејќи ја штити кожата во првите денови од животот. Тоа е она кога велиме сама му се исчисти кожата на бебенцето, нели веќе ја забележуваме така промената. Секако видлива нечистотија треба да се отстрани, меѓутоа не да се настојува мазна кога ќе биде кожата така. Така да препораките сега се што поретко бањање во првите денови, во првите недели дури еднаш до 2 пати во првите 2 недели, а потоа секој втори или трет ден. Дури после првиот месец може да се оди на некое бањање секој дневно, да речеме, што порано беше нешто што се практикуваше да се бања бебето дури 2 пати на ден. Така, да. Дали ќе биде во текот на денот или навечер пред спиење, тоа мајката некако сама си одлучува, сама си одредува, обично ги бањаат навечер бебињата, пред она поголемо спиење, бидејќи кога ќе се избања бебето ќе се најаде навистина подобро. Спие барем неколку часа, подолго отколку вообичаено. Така, ќе се надоврземе и на негата на бебешката кожа, сето она што треба да го направиме или што треба да направиме барем во таа прва година. Препорачуваме посебно првите денови, рековме ова, да биде не многу често бањање и посебно после бањањето да се премачка кожата на бебето со било која од хидратантните млека, кои се со pH неутрално, кои немаат вештачки додатоци на природна основа. Сите колекции за бебешка нега ги почитуваат овие правила. Бањање исто така со тие неутрални шампони и што помалку користење, односно додавање во водата каде што се бања бебето на шампон, значи во минимална количина, повеќе да биде на вода. Дел од валкан кој што е, да речеме, пеленската регија може да се потемелно, да речем, исчисти, другиот дел не мора многу да се трие со шампон, главата, телото и така натаму, и после тоа премачкување со хидратантно млеко. Кожата на бебето е сува, тоа многу често го уочуваат и родителите и се грижат за тоа првите денови, првите 2 недели, постои она така наречено као перутење на кожата, заради тоа што таа е сува, меѓутоа ќе си добие влажност со тек на времето и не треба да се настојува заради тоа, нели, да се нешто третира. Пеленската регија можеби треба да се користи помасна крема, која е помасна отколку кремата која се користи за другиот дел на телото, и во тенок слој, да се избегнува користење на оние влажни марамчиња,
кои сепак внатре имаат додатоци некои кои може да иритираат кожата. Значи во домашни услови да се мие со вода Кога и се со некаде сапун. на место каде што на вистина не може, тогаш Да. може да се И многу е користи. битно после бањето да се упие кожата, да не остане влага, посебно во делот каде што е памперсот, пред да се стави памперсот, бидејќи влагата и топлината и да не се претоплуваат, да не се преоблекуваат децата, бидејќи влагата и високата температура е најголемиот непријател за кожата. Значи влажноста и претоплувањето доведуваат до почеток на иритацијата на кожата, оние црвенила кои се појавуваат, се јавуваат токму заради овие два фактора, влага и температура. После тоа може да се накалим и на тоа оштетена кожа и алергија да добие, и инфекција да добие. И пликови да се појават, не Така. знаеме така како се ќе тргне и како понатаму ќе. Меѓутоа, се значи, одвива. да се настојува посебно во тие делови каде што се преклопува кожата, да речеме, под мишките, во пределот на памперсот, убаво да се исуши пред да се стави било каква крема, да се стави памперс. И на секое повивање, така да се намачка на секое повивање да со се крем. прави тоа и да не се преоблекува бебето, посебно ако во собата каде што престојува ни е висока температурата и не можеме да ја намалиме во овие зимски, нели, Така. услови. Ако грејењето ни е многу силно, тогаш треба да внимаваме како го облекуваме бебето. Идеалната температура во собата каде што најголем дел од времето бебето поминува? Меѓу 21 и 23 степени е идеална температура. За бањање секако треба да биде нешто над таа температура, така да тоа е обично вообичаена температура која треба да се придржуваме, да не биде претопло, бидејќи најмногу реакциите на кожата црвенилото се јавуваат од токму од претоплување кај бебињата. Да, па и можеби ќе биде вознемирено, ќе биде плачливо, а не знаеме зашто плаче, може би секако. мајката ќе проба се и се што за да му удоволи, а не може да го најде решението. Па кога малку ќе го разоблече, гледа дека тоа веќе е ужива, подобро, веќе се растеретила. Така. Доктор Фидановски, да ги слушнеме и гледачите и нивните прашања. Добар ден за првиот гледач, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар Поздрав ден. до вас и до докторот. Ви благодариме. Сакам да го прашам докторот. Бебето ми е 14 месеци и до пред 2-3 дена цицаше, сега веќе не, ама не сака да пие млеко. Дали има место за паника или не? Друго сесија. Фала ви многу и поздрав. Имајте убав Дополнително 15 треба или 14 месеци. Да. Доволно До е сега ова било или- на доење. Да. Да. Обично децата кои што се на мајчино млеко многу тешко прифаќаат друг тип на храна. Посебно како случајот што беше тука, една година практично е доено, шансите се многу мали да прифати друг тип на млеко сега, посебно во овој период, да речеме, дали е тоа формула, обично не го викаат обично родителите тетра, пак млекото, тоа се овие долготрајни пастеризирани млека. Проблемот е во вкусот на млекото, кој е многу поинаков, нели, од мајчиното млеко, и начинот на кој што тоа ќе го дадат. Дете кој е цицало до сега, да му дадете вие флашичка и цусла, ќе има навистина голем проблем, така да нема да го прифати сигурно млекото. Нема место, мислам, за грижа. 13-14 месеци е веќе возраст кога количините на млеко што му се потребни во текот на денот не се големи. Се смета дека после годината веќе некаде околу 500 милитри дневно е доволно за да бебето поднос на внесувањето на млекото. На бебето, на детето веќе не е бебе, него е дете. Треба да му се дава друга веќе храна, така да потребите за млеко не се големи и нема место за грижа. Сигурно ова дете веќе и внесува други млечни производи како што е кисело млеко, па на тој јогурт. начин си го внесува. Така да потребите од млечни производи ги задоволува и претпоставувам дека нешто малку има и млеко мајката, така да нема место за грижа. Секако ќе дојде момент кога ќе почне да пие и друго млеко, меѓутоа му треба време. Така, ама да го остави мајката детенцето самото да пројави интерес за да немаме друг ефект за воопшто да не сака да проба. Кажано, Ете така, добро. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Вака имам прашање до докторот. Имам близначиња, за една недела ќе прават 3 месеци. Едното од близначињето од кој е родено ми плаче ностоп, викаат грчеви. Дали е можно да плаче долго време од грчеви? Добро. Значи, постојано плаче, однесена и на доктори, на се, ама едното, кога има грчеви, ќе се свитка, ќе поминат, а ова друго девојчево нон-стоп. Значи, дали има потреба од
исследувања, некои испитувања дополнителни, докторот да го каже. Да, секако ќе добиете совет и препорака. Ви благодариме. Доколку бебето добро изгледа, одлично напредува и се е во ред, предпоставувам дека се работи за стомачните гоби, иако се близнаци, колку што слушнав, едното има поизразените гоби, другото не, се случува многу често без разлика што се работи за близначка бременост. Се работи, предпоставувам, ако е се друго во ред, дека се работи за стомачни тегоби, така наречените инфантилни колики или народски грчеви, кои е можно да се појават во текот, да траат во текот на првите 3, па некогаш и подолго месеци. Па и токму еве возраста е така, Таа е возраста, да, таа е возраста и може да се манифестираат во најекстремни случаи со секојдневно и долготрајно, долгочасовно плачење. На бебето не му е ништо, одлично изгледа, добро напредува, меѓутоа едноставно го боли стомакот и тоа е всушност она адаптација на гастроинтестиналниот тракт, на цревата, на храната. Се уште тука адаптацијата трае и понатаму, посебно ако се работи за дете кое е на исхрана со вештачко млеко со формула. Тие деца имаат многу поизразени тегоби, бидејќи се работи за кравио млеко, кое е адаптирано. И во принцип децата кои што се на вештачка исхрана имаат многу повеќе инфантилни колики и повеќе некакви стомачни тегоби отколку овие кои се доени. Така да овие деца, ова дете ако е на вештачка исхрана, тогаш дефинитивно се работи за такво нешто, меѓутоа сепак треба да има консултација со лекар да констатира дека сето ова е вака како што така и гледачката спомена дека веќе е нели направени прегледи, предпоставката е дека треба да се почека периодот грчевите да поминат. Едноставно кажано треба да поминат, има и некои препарати кои што се даваат за олеснување, значи нема волшебна формула за да ги снема наеднаш само да ја ублажат во моментот, само да ја ублажат, а можеби да не помогнат. Времето во овој случај најдобар лек. И гледате како и кај возрастните, така и кај бебињата, секој различно реагира. Како рече гледачката, едното ќе се стегне, ќе се свитка и нема да пушти глас, така ќе помине, а другото е поплачливо. Или во некоја поблага форма. Да. Индивидуално е навистина. Интензитетот можеби е различен. Исто е многу битно и исхраната на мајките кои што дојат, токму заради овие стомачни тегоби, ние советуваме да прават самите тестирање на храната која му пречи на бебето. Обично е тоа потешка храна, као што е зелка, грав, да речеме, краставица, некогаш цитрусните овошја знаат да пречат, велам кај мајки кои што дојат, газираните пијалоци. Така да треба да се придржуваат и кон одреден режим, да речеме, на исхрана, за да ги ублажат, нема да ги снема стомачните тегоби, мора да ги има во некаква форма. Тоа е нешто што е задолжително, многу мал процент немаат никакви тегоби, меѓутоа за да се ублажи состојбата. Така, убаво во тие моменти мајката бебенцето да го сврти на стомаче, па раката под стомачето да ја стави, да се затопли местото. Со ставањето на раката топлина практично се затоплува стомачето, може да се стават и сега порано се става термофори оние со топла вода, сега постојат и специјални како перничиња кои што испуштаат топлина, така да може на стомаче да го стави краткотрајно, не да спие, него да го постави во положба таа на стомак, за да се ублажи, да го стави на незиното тело, топлината од телото се пренесува на бебето, така да сето тоа може да допринесе за смирување на бебето. Така. Да слушнеме уште еден гледач. Добар ден и за вас, повелете. Добар ден. Имаме уште едно јавување, ве слушаме, повелете. Веќе сте вклучени во визита. Доколку се уште сте на линија, да го слушнеме вашето прашање или пак ќе преминеме веќе и на следното јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Ајде, повелете. Сакам да ве прашам. Поздрав со вас и со докторот. Имам 4-месечно бебе. Има проблем со кожичката. Значи, на лекар ми рекоа дека има како екзема. Ми препорача една крема, но се уште, значи, кожата ми е така како псува. Ако може да добием совет од докторот. Така, дали добро слушнавте, доктор? Да, не се слушаше најдобро, меѓутоа разбрав дека се работи за некој проблем со кожата. Так, 4-месечно бебенце. Да, 4-месечно бебе. Так. Да, значи и е препорачано нешто веќе да се користи, ама се уште нема. Едно прашање ќе ве замолам, значи имам проблем исто така.
Моето бебле воопшто и не спие, 15 минути, значи преку ден и 15 минути на вечер. Исто е, значи на доење. Ако може и за тоа совет некој. Многу малку спие, така? Тоа рековте? Да, многу малку спие, да, 15 минути. Добро, ви благодариме врз основа. Благодариме и на вас. Предпоставувам дека е тоа преку ден краткотрајно спиење, не ми се верува дека спие само 15 минути, цел меѓутоа предпоставувам дека ќе заспие, ќе се разбуди брзо, колку што слушнав се работи за 4 месечно. Да. Бебе не разбравме дали е на мајчино млеко, дали е на формула и така натаму. Промените прво по кожата, значи многу често на оваа возраст знаат да се појават промени на кожата кои што укажуваат на осетливост на кожата, на нешто, може тоа на нешто да биде на храната која се внесува, ако се работи за мајчино млеко, тогаш може би храната која што мајката ја внесува, значи постојат алергени во секојдневната исхрана кои поминуваат преку мајчиното млеко и одат кај бебето и предизвикуваат промени по кожата, може да е контакт, најчесто се работи за контакт со околината, нешто му пречи на тоа бебе. Вештачките материјали, да речеме синтетиката, па некогаш и волната знае да предизвика иритација, контакт со кожата на возрастните, употреба на парфеми, козметика, кај мајките, брадата кај татковците, така да сето тоа може да доведе до почеток на таа иритација која трае и подолго време, меѓутоа може да се работи и за манифестација на алергиска манифестација на кожата. Треба да се види, значи, пред се тоа што бебето го користи како нега, како бебешка нега, секојдневна, треба да бидат шампони бебешки кои што се на природна основа, со неутрален pH, исто таква хидратантна крема да се користи после бањање, значи за секојдневната нега, да се види каков тип е на исхраната, дали се работи за вештачко млеко или се работи за мајчино млеко. На мајка ти се даваат соодветни совети да не внесува некоја храна која може да предизвика иритација на кожата и доколку сето ова не вроди со плод, се оди на употреба на креми, специјални креми кои се користат за нега на бебешката кожа, меѓутоа кои немаат кортикостероиди. Значи, ова го напоменувам, бидејќи многу често се решаваат родителите, па и некои од лекарите на употреба на препарати кои содржат кортикостероид. Кортикостероид се чува како крајна инстанца, таму каде што нешто каде што не помага ништо друго, така? Се долготрајни, се влошуваат, промените по кожата се многу изразени, тогаш се оди на така наречени креми кои содржат нископотентни кортикостероиди, значи во помала количина кортикостероиди кои не се агресивни, бидејќи кортикостероидот е нешто што навистина е многу штетно, може и да помогне во некој случај, меѓутоа е медикамент кој е штетен за децата, а преку кожата влегува и во натрешните делови на телото, односно делува системски, не само локално. Така да во секој случај има многу фактори кои треба да се земат во предвид пред да се даде совет, препорака, така да не би можел навистина едноставно да одговорам и да давам или онака, ама затоа велиме дека даваме совет и препорака што може да преземат и да може направат. да се превземе, по однос на спиењето, повторно велам, ако се работи за бебе кое нормално напредува, кое добро изгледа и сите други работи се во ред, едноставно се работи за период кој предпоставувам дека е повторно поврзан можеби со некои стомачни тегоби, бидејќи 4 месеци тие се уште може да траат, така да може да е повторно нешто што ќе помине и нема некоја специјална препорака, доколку е се друго во ред, која се даде за да детето спие, за да спие повеќе. Ама ова е многу малку, како што вели мајката, така? Да, ова е многу малку. Бебињата по големиот дел од денот во спиење го поминуваат и тогаш најмногу растат, така потребно е. Најчесто да, и проблемот, да речем, кај бебињата е што не знаат што е ден, што е ног. Така да се случува многу често да ги заменат едното со другото, така? Инверзија на сонот, односно да спијат преку ден повеќе, а ноќе да не спијат. Предпоставувам дека тука е проблемот, бидејќи тие не разликуваат, посебно во првите месеци,
делот од деноноќието за нив е тоа се исто, така да нема начин да се натера бебето да спие ние кога сакаме. Мораш да спиеш кога сака мајката, да, така. Во поглед на спиењето, на грб е најдобро бебињата, барем така до колку месечна возраст? Најбезбедното спиење во првите посебно 6 месеци, а и најдобро во текот на целата прва година е спиење на грб. Значи тоа е најбезбедната положба или евентуално на некоја странична положба, освен доколку нема некоја патолошка состојба заради која се препорачува да бебето спие на стомак. Меѓутоа тоа се строго индицирани состојби кога се дава таква препорака, инаку препорачуваме спиењето да биде секогаш на грб. Така да. Ако спие на стомаче, така постојано мајката треба да го биде гледа, да го контролира. Да има контрола, да не биде бед надзор, да не биде во текот на ноќта кога мајката исто спие, да речеме, и не може да го постојано следи. Спиење на мајката со бебето едно до спиење друг. во исти кревет не е препорачливо, спиење... Тогаш таткото го тргаме на страна, дали со другото детенце или пак сам. Велиме овој кревет е само за мајката и за бебето, меѓутоа некогаш може да крие некои може да биде, секогаш бебето да спие во свој кревет, нека биде тој блиску до креветот на родителите, меѓутоа да спие во свој кревет. Никако спиење заедно со мајката или до мајката во исти кревет, бидејќи тоа е голем ризик. Никогаш мајката може и сонот да надвладе и не знаете кога, како, на која страна може да се свртите. На крајот сме, само во една реченица, може ли да споменеме за вакцинирањето, вакцините, вакцинацијата и загадениот воздух кој што го имаме во моментов, како да ги заштитиме најмалите? Загаденоста на воздухот е огромен проблем кој што го знаеме сите и кој што штетно влие на сите, посебно на бебињата и на децата во развој. Моја препорака, јас ги советувам луѓето да излегуваат надвор. И со бебиња, и со мали бебиња, без разлика колку е надвор температурата. Бидејќи има бебиња кои што се родени во скандинавски земји, каде што се постојано минусни или ниски температури, и кои што дури се советуваат да спијат надвор на такви температури. Така да ниската температура нема да наштети, меѓутоа може да наштети загадувањето, маглата и дождот. Значи да биде стабилно времето без разлика каква е температурата, за да излегуваат надвор, да биде што повеќе надвор. Во вакви услови кога е загадено, навистина не се препорачува такво нешто или престои на места каде што е загаденоста помала или ја нема. Инаку докажани се штетните дејства на загаденоста и тука тоа веќе се знае. Сите ги знаеме и само многу кратко за вакцините. Како и сите други лекари, сум и ќе бидам секогаш застапник на вакцинирањето. Една од мерките која придонела за подобар живот, здравје на човечката популација е вакцинирањето. Значи, најголемата штета што се нанесе на здравството во последниот век, мислам дека е антивакциналната кампања. Ризикуваме да навистина се појават болести кои што не сме ги доживеале за среќа во мојот животен век. Не сум ги видел или сум... заборавили по име како, нели, звучат? Тешки болести кои што ќе ни се вратат доколку навистина продолжи овој процес на невакцинирање, односно овие кампањи кои што ги водат нестручни лица. Значи, секогаш советот ја надминуваме полека така да мојата препорака е да се редовно вакцинираат со тие вакцини кои што се препорачани и добро е, еве слушам сега дека ќе има воведување од април и на нови вакцини кои веќе во Европа и во светот ги има, доаѓаат веќе и кај нас и тоа се вакцини кои треба задолжително да бидат примени, бидејќи штитат од многу сериозни болести. Ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Почитувани гледачи, останете и понатаму со нас, реклами во продолжение. На крајот од денешната визита само кратко подсетувам дека денеска на визита ни беше примариус доктор Душко Фидановски, специјалист педијатар од клиничката болница Џибадем Систина. Со него зборувавме и ви дадовме корисни совети за сето она што е важно да го знаат родителите во првата година од раѓањето на нивното бебенце во поглед на негата и на кожата, на папучната врвца, на појавата на првите бебешки грчеви, значењето на ексклузивното доење и на мајчиното млеко, сето она што како дилема може да се
се јави кај вас. Следете го вашиот собствен инстинкт, но секогаш консултирајте се со матичниот педијатар, правете ги редовните контроли на вашето бебенце и знајте дека на тој начин го правите најдоброто за него. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте, останете и понатаму со нашата програма.